екселенции, драги поддржувачи и пријатели на Република Северна Македонија, почитувани представници на НАТО, Евроатлантскиот центар за координација за одговор при катастрофи, представници на главните планирачки тимови, представници на државните институции, меѓународни и невладини организации, представници од иницијативите Медитерански диалог и партнерство за мир. Почитувани дами и господа, ми представува особена чест и задоволство во мое име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија да ве поздравам, да ви посакам срдечно добре дојде во Охрид и успешна и продуктивна работа на финалната планирачка конференција за реализација на првата НАТО меѓународна вежба од овој вид и со ваков карактер која е планирана да се реализира во септември во нашата држава. Заедничките евроатлантски вредности представуваат основен сегмент и суштински двигател на меѓусебно приближување на државите од регионот и надминување на сите бариери од минатото. Од тука сосема логично се очекува сите земји во регионот посветено да се сосредоточиме кон заедничките вредности и цели насочени на превенирање на конфликтите, одржување на мирот и стабилноста, владењето на право без исклучок, со почитување на меѓународното право, заштитата на човековите права и слободи и мирно решавање на сите спорови и недоразбирања, бидејќи само така можеме да обезбедиме гаранција за просперитетот, одржливоста и стабилноста на државите. Република Северна Македонија во последниот период покажа на дело дека тоа не само што е можно и посакувано, туку е единствено прифатливо решение за современите предизвици. А кога сме веќе кај справување со предизвиците од поново време, со кои се соочуваме како држава, меѓу кои би ги споменал организираниот криминал, нелегалната миграција, компјутерскиот криминал, сајбер нападите, лажните вести и секако насилниот екстремизам и тероризам, пандемијата со COVID-19, за нив е неопходен современ, регионален пристап и заедничка стратегија и политика за делување. Како одговор на ова сценариото на вежбата предвидува во неја да бидат вклучени елементарна природна непогода, организиран криминал, нелегална миграција, компјутерски криминал и сајбер напади, лажни вести, спасување и укажување на помош на граѓани при епидемија со вирус, кои представуваат одлична основа за развивање на капацитетите и на способностите за соодветно спротивставување, сузбивање на овие криминални действија и превземање на конкретни мерки и активности. Цивилната подготвеност и одржувањето на континуитетот на функционирање на институциите при справување со кризни и сложени безбедносни состојби е од круцијално значење и основна обврска на членките на НАТО алијансата при градењето на отпорност кон сите закани и предизвици, постигнување на интероперабилност и заштита на животот, имотот и личната сигурност на граѓаните. Бидејќи безбедносниот систем е основа на функционирањето на правната држава. Министерството за внатрешни работи согласно својот делокруг на надлежности, токму во безбедносната сфера, во последните неколку години презеде низа активности поврзани со целосна реформа на овој сектор, а како интегрален дел на системот за управување со кризи е во постојана комуникација, координација и соработка со останатите субјекти кои се дел од овој систем. При тоа уште еден чекор понапред представува дигитализацијата на системот за управување со кризи во Република Северна Македонија со примена на веб-базираната алатка NIX, што секако ќе придонесе за унапредување на комуникација и координација помеѓу субјектите кои се дел од системот за управување со кризи. Почитувани дами и господа, дозволете ми на крајот од моето поздравно обраќање на оваа финална планирачка конференција да израза мојата максимална поддршка за успешна реализација на првата меѓународна НАТО вежба од ваков вид. Со уверување дека Министерството за внатрешни работи во континуитет ги превзема сите мерки и активности
за нејзини непречени подготовки. На сите вас ви посакувам успешна работа овде во прекрасниот Охрид и ви благодарам на внимание за ова моја обраќање. Благодарам.